Што се случи? Како едно вообичаено излегување во ноќен клуб зави десетици семејства во црно? Можеше ли да се спречи? По шокот на 16 март семејствата на жртвите од страотниот пожар во Кочани повторно ќе се присетат на кобниот ден и страотниот пожар во Пулс, кој ги остави без нивните најблиски и во тага и болка до крајот на животот. Од денеска по наредните денови, 3 обвинителства ги сослушуваат најблиските на жртвите. Целта е да ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон. Сослушувањата на законските застапници на сите жртви во пожарот во кочанската дискотека Пулс започнаа денеска и се одвиваат во предвидената динамика во обвинителствата во Кочани, Штип и Скопје, согласно распоредот кој беше утврден директно со семејствата на жртвите во соработка со организацијата Сапорт Кочани, велат од обвинителството. Распоредот по кој ќе бидат сослушани најблиските на загинатите во пожарот нема да се објавува, но листата не е затворена. Секој што има некаква информација, а не ја споделил досега со надлежните, ќе може тоа да го направи. Права како оштетени имаат законски застапници на секој од починатите. Тие доколку сакаат во исказот може да посочат и други блиски лица, кои сметаат дека имат сознанија за настанот. Станува збор за законско право на оштетените како странки во постапката, посочуваат од обвинителството. Истрагата во дискотеката Пулс треба да заврши кон средината на јуни. Досега се распрашани над 300 лица. Од 68 осомничени, 13 се полициски службеници. Меѓу осомничените си и градоначалници на Кочани, како и актуелни и поранешни министри и директори. Во меѓувреме заврши евалуацијата на состојбата на повредените. Прегледани биле повеќе од 110 пациенти кои се лекувале во странство. Според податоците, 40 од пациентите добиваат физикална терапија поради проблеми со движењето на склобовите, а кај 70 се вршат редовни преврски на изгорениците.